Успешно функционира електронскиот систем за издавање на градежни дозволи во општина Теарце. За 7 месеци од кога е започната целата постапка за издавање на одобренија за градба по електронски пат, во оваа општина се издадени вкупно 30 одобренија. Што се однесува за одобрение за градба преку електронска форма е општина Теарце во ниво на држава. Према податоците е втора веднаш по градот Скопје. Значи, ние сме почнале со новите стандарди и граѓаните исто така го имат сватено и разбирано се како што треба и по ниво на држава да потенцирам уште еднаш, општина Теарце се рангира во второто место за електронска форма за добивање дозвола, значи одобрение за градба. Ние како рурална општина сме успееле во еден краток рок, значи да го аплицирам системот за издавање на одобрение за градба по електронски орган, каде што овој систем е многу транспарентен за сите граѓани, за сите инвеститори, тоа што значи дека секој инвеститор потенцијален, да речеме и во Република Македонија и во наша општина, има пристап во која фаза му се наоѓа барањето. Што значи законските рамки тука се почитуваат, што значи дека нема да има поплаки више од граѓани, дека администрацијата е неажурна, значи не реагира на време за решавање на овие предмети. Тоа значи дека ние ипак со еден краток временски период сме успееле да го совладаме комплет програмата и софтверот како општина Теарце, за да можат граѓаните да бидат и идните инвеститори да бидат услужени во рамките на законот и во законскиот рок. Така да овие податоци се земени исто од Заводот за статистика на Република Македонија, каде сме рангиран како втори. Што значи градот Скопје со општините, ние како општина Теарце, после доаѓа Кочани, Гостивар и така натаму. Ако за добивање одобрение по класичен пат се чекаше по 3-4 месеци, сега целиот процес е поедноставен. Секој потенцијален инвеститор одобрението може да го добие во рок од 5 работни дена. Најголема добивка е што граѓаните во секое време имаат пристап во која фаза се наоѓа барањето. Тоа значи дека ние треба да добијат одговор сите граѓани во рок од 5 дена. Меѓутоа, тоа е една процедура, законска рамка, каде има почитување на многу закони. Некој пат, ако случајно се случи, пример, значи да биде малку одуговлечене, тоа не од наша страна како општинска администрација, тоа може да биде пречка за да речеме за барање на странките, дали се платени комунали и така натаму, некои согласности, тие работи, значи што треба тие да ги донесат на едно време. Меѓутоа, битното е дека секој инвеститор во секој момент има пристап во нашата веб страна и е информиран значи до каде му е барањето, до која фаза. Ранката со автоматизам дава на сите проектантски куќи дава властување инвеститорот и тие значи им го водат сите процедури. Меѓутоа, сега тие аплицираат комплет со техничката документација, сите согласности, имотни листови, технички значи проекти, сите тоа доаѓа кај нас и ние сега тие ги решаваме. Меѓутоа, најбитното е дека сега граѓанинот више знае во која фаза му е предметот. Нема да речеме поплаки дека имам застој во таа фаза. Значи ми преостанал предметот. Според последните информации на Државниот завод за статистика, досега најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион, по него следи Полошкиот па Источниот регион на 154 или 84,6%, како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 28 објекти, односно 15,4%, инвеститори се деловни субјекти.